Има прекрасни соговорнички утринава нашиот Никола, а и од она што можам да го забележам во позадина, преубави девојки кои што идве чекам да видам со што ќе настапат. Повели? Да не должиме многу со најавата. Добро утро од Средното музичко училиште. Денеска тука во финални подготовки финални се подготовките за предстојниот концерт во чест на етномузикологот Трпко Бицевски, и ова утро со мене се од музичкото училиште господјата Гордана Тасева Илиевска и магистер Мелита Ивановска од Средното училиште, раководител на насоката за традиционална музика и игра, танци игра, и професор и ментор во училиштето. Добро утро на двете. Благодарам што прифативте поканата на сите ова утро. Добро утро и од нас и благодариме за ова ваша поддршка која што целосно ни ја давате во текот на целиот овој проект. Пости нас е една навистина собирна, прекрасни и талентирани деца. Вие раководите насоката за традиционални танци и музика. Колку дечиња, односно колку ученици се дел од оваа насока во музичкото училиште? Така, од оваа година јас сум координаторот на оваа насока. Претходно беше професорката Благица Илик, но во оваа насока од 2001 година па се до денеска завршени се 338 ученици, тоа се вкупно 25 генерации, а овие ученици кои што текомно си го изучуваат своето школување се вкупно 60 на број од прва до четврта година средно. Така, како течат моментално подготовките? Се наоѓаме на една од финалните проби тука со вашите ученици. Што се заврши, што е тоа што денеска треба да го довршите пред големиот концерт? Финални се подготовките. Овој концерт се спремаше скоро месец и пол. Прво почнавме со семинар кој што го водеше професорот доктор Драган Даутовски. Сите ученици имаат учество, првенствено благодарноста е на нив за тоа што сепак они се носители на сите овие наслови кои што ќе ги видиме утре, и секако честа е голема за оркестарот и за сите оние кои што прифатија да не бидат дел и гости од самиот концерт. Така, благодарам за сега. И другата прекрасна дама која е ова утро со нас во живо носител е магистер Мелита Ивановска. Таа е секако активен тука чинител, координатор и одговорен да се она што ќе се испланира и испроба овие денови биде одлично пресликано на концертот во чест на Трпко Бицевски. Добро утро, благодарам што прифативте поканата. Во чест на доктор Трпко Бицевски, познат етномузиколог кој собирал творби од етничка Јужна Македонија, Егејска Македонија, што е се она што ќе се случува во негова чест како дел од концертот закажан за утре? Прво би сакала да ви се заблагодарам за поканата и за вашето присуство кај нас. Покрај мене, како ментор на овие деца позади нас, се и други професори кои што работат народно пеење, како и професори кои што работат народни инструменти. Нашиот концерт е вокално-инструментален на овој пат, иако ние се занимаваме и со традиционална игра. Насоката е за традиционална музика и игра. Во однос на Трпко Бицевски, он е еден од позначајните етномузиколози во Македонија кој што е вреден, изработува над 15.000 мелограми, обично поврзани со Егејска Македонија, пределите како драмско, лиринско, воденско, демирхисарско и серско и така натаму, кои што се опфатени во нашиот концерт кој што ќе се случува утре во Музеот за државност и самостојност, кој што е во непосредна близина на музичкото училиште во 19:30 часот. Програмата е базирана на мелографии кои што се извлечени од архивите на Институтот за фолклор, меѓу останатото потенцирани од него како значени, веќе до некаде и популаризирани. Например, Абревие Кукушани е песна која што е позната, се пее, многу од песните се исто така популаризирани, но има и неколку кои што се буквално извадени од прашините на книгите или пак архивите во Институтот за фолклор. Сметаме дека на овој начин заштитата на нематеријалното културно наследство на Македонија, особено на пејачката традиција, е еден од факторите за сочувување на македонскиот идентитет. Знаеме дека пределите од Егејска Македонија, селата кои што некогаш биле во многу поголем број, денеска се сосема испразнати и исчезнати. Овие записи зборуваат и ги забележуваат постоењето на тие луѓе тамо.
а нашата работа е да ги оживееме и повторно да ги представиме пред луѓето, пред публиката, како не би се заборавиле тие луѓе. Прекрасно излагање и опис на сето она што ќе се случува, но и на минатото на овој значаен етномузиколог. Професор, ке вас ќе ве прашам, каков е интересот за оваа насока кај младите денеска, како насока, како што каже и почитуваната професорка Мелита, за зачувување на македонскиот идентитет, па каков е македонскиот идентитет кога ќе го ставиме во рацете на младите, каков е интересот? Па годините наназад можам слободно да кажам дека е одличен. Желбата која што овие млади деца сакаат да ја продолжат, а тоа е да творат во однос на традицијата, како интерес се појавува многу голем од нив како генерации, првенствено затоа што нештото што го учат од мали нозе се културните ансамбли кои што се застапени во нашата земја, а потоа доаѓаат тука на едно доусовршување на професионалноста, поточно да го изучат она поднебје кое што можеби најмалку им е познато, а тоа се традиционалните ора, традиционалните песни и секако традиционалните инструменти. Благодарам. И последното прашање кратко во 2 реченици пред да имаме прилика да слушнеме изведбата што ни подготвивте. Што е она што ќе се најде на агендата на концертот закажан за утре во кратки црти? Тоа се избор од 12 песни, како што спомнав претходно, неколку од нив ќе бидат популарни и познати на публиката или барем на оние што се занимаваат со ова. Песните се од различните подрачја од Егејска Македонија, избрани се неколку револуционерни, неколку љубовни песни според жанрот, вклучен е Челгискиот оркестар во комбинација со оркестар со народни инструменти и крајното дело, кое што е Црна се чума зададе, тоа е доста позната наша песна традиционална, под влијание на аранжманите на професор доктор Драган Даутовски, има едно преубаво ново издание кое што се надевам ќе биде привлечно и ќе биде задоволство за сите што ќе дојдат да го послушаат. Така, во интерес на времето и да ги слушнеме овие прекрасни креативци, ние ќе се договориме уште една прилика да направиме малку поопсежен разговор за се она што ќе се работи тука. Ви благодарам за сега. А од студиото и гледачите ги поканувам да ги слушнат овие златни грла позади мене и нивната програма која спремија специјално за нашите гледачи на утринската програма. Јас сега ќе отстапам, а тие ќе ја преземат палката. Прекрасна изведба од
од срца голема благодарност до Илија Николовски Луин. Ја продолжуваме понатаму со програмата.